Добар ден, криптоентузијасти, на ваше барање според гласовите за последното недела за оваа недела, со оглед на фактот дека ќе патуваме за Велес, односно Македонија. Тоа ќе биде видеото за геополитика и крипто, на огромно барање на заедницата. Имаме доста битни работи кои што треба да ги споделиме со вас. Нормално секоја од овие работи е на еден или на друг начин поврзана директно со криптосферата и затоа ја обрнуваме толку внимание. А втора и најбитна ствар е општата култура на македонците, да знаат што се случува во светот, да знаат што е реалната слика во светот, кој на кого што му прави, не она што ви го сервираат на шител и останатите распрскувачи на фекалии, туку која е реалната слика од реални извори. Сега, знаете како на крајот од денот ова е само информации, како вие ќе ги протолкувате и како вие ќе ги сватите, секој од вас нормално има свое право да размислува. Само мислам дека е потребно на македонецот да му се даде и втора варијанта на тоа што се случува во светот, освен онаа која што му се сервира моментално. Сега, значи како што знаете, сами напоменуваме многу пати, овие видеа и лајвстрими да не се следат со деца, јас се извинувам, но тоа е реалноста. Значи ова не е програма за деца и не е програма за северџани, се препорачува сите северџани да следат оваа програма со родител или старател. Сега, кога го помиравме ова, значи да преминеме на воведот, во однос на што очекуваме во блискиот период за работата на самиот канал. Меѓутоа првата и најбитна работа е дека ќе го преработиме 8-часовниот лајвстрим за техничка анализа. Претходниот пат беше само 5,5 часа. Овој пат ќе го продолжиме уште повеќе, со тоа што ќе продолжиме да работиме од каде што заправме, значи оние ауткоини кои што ги обработивме од прилика техничката анализа не е многу промената и покрај тоа што има пат, и ќе продолжиме со останатите. Значи ова ќе биде негде откако ќе се вратиме, ќе видиме во однос тоа како имаме време и како можеме тоа да го испланираме, ќе направиме 8-часовен лајвстрим негде во текот на овој или потенцијално почетокот на следниот месец. Дополнително, да не заборавиме, оваа недела, во 5 часот попладне во кафе бар пијано, значи очекувајте не, ќе имаме предавање, ќе имаме офлайн митап. Идејата е да се сретнеме со нашите членови, со нашите симпатизери, гледачи, нормално и така натаму. Значи, ова ќе го направиме нормално на најдобриот може начин, а тоа е прво преку едукација, а потоа ќе се запознаеме едни со други, ќе имаме шанса во овој голем локал да се сретнеме меѓу себе заедно со мене, останатите членови и така натаму, така да ве очекуваме. Само напомена во дискусија, значи знаете и сами дека на нашата официјална страна на Криптогемиџија може да го најдете овој настан, само да покажем уште еднаш каде точно е тоа. Значи на официјалната страна, прво, за оние кои што потенцијално не знаат, јавно може да ги следат нашите две портфолија, тоа се овие два линка кои што може да ги најдете во био на каналот, и дополнително во фичерд, прво, како што може да видите и сами, е настанот за во Велес. Тоа е овој настан за кој што зборуваме, и во дискусија може да најдете, моментално направивме посебен пост, каде што може да ги најдете сите локации за паркинг со соодветна мапа и локација на самата мапа на Google Maps, како и локација до пијано бар. Со тоа што околу самиот, да речем, бар, ќе има две девојчиња, би рекол хостеси, кои што ќе ве упатат за да стигнете до самата локација, каде што ќе се одржува настанот во 5 часот во недела. Така да ве очекуваме сите, а знаете и сами како и секогаш, значи ова е спонзорирано од нашата Patreon заедница, односно тоа се нашите патрони, би рекол. Значи тоа се македонците кои што помагаат за да можеме да организираме ваков тип на настани, за да можеме да се збогатиме во однос на каналот со повеќе опрема, технички да го опремиме, повеќе да работиме на истиот и така натаму. Така да им благодарам на сите кои што се веќе дел, а за сите останати направивме да можат да пробаат да видат како е да се биде дел од нашата Patreon заедница во следниве 9 дена до 15 февруари, да можат да го пробаат, значи да пробаат нашата Patreon заедница 7 дена бесплатно. Значи ќе поразговараме каде може да најдете линк, кои се бенефитите. Првиот и најбитен бенефит е дека ги добивате сите наши видеа порано, вклучувајќи го и ова видео, кое што беше веќе достапно во текот на вчерашните вечерни часови на нашата Patreon заедница, а истото го гледате на 7 февруари попладне на нашиот YouTube канал во 6 часот. Така да тоа е првиот бенефит кој што нашите гледачи на Patreon заедницата го користат максимално, можам да ве уверам. Второ е пристап до овие чатови кои што гледате овдека, каде што може да забележите имаме максимална активност на нашите членови во секој од овие чатови на најразлични теми како макроекономија, техничка анализа, и на тој начин споредуваме се што знаеме помеѓу себе.
нема подобро нешто од тоа заедницата да соработува заедно со цел да направиме максимум овој bull market. Така да повелете, станете дел на нашата Patreon заедница и видете како е да се биде дел од оваа голема група. Дополнително ги имате директни пораки до мене, значи јас ги одговарам еднаш дневно. Овдека го имате и каналот на Криптофил, кој што е нашиот братски канал, гледате и сами, значи за yield farming, yield mining, каде што ги споделува сите негови видеа веднаш со македонската заедница, како и еднаш месечно правиме посебен тип на лайвстрим, каде што значи овој лайвстрим само за членовите на нашата Patreon заедница, одговараме на сите нивни прашања, предлози за Patreon групата и така натаму, и потоа ова нормално го објавуваме повторно на самиот канал на YouTube. Така да ништо од едукацијата не е исклучиво за Patreon заедницата, такво нешто не постои. Значи се што правиме за целата македонска нација, но како возврат за овие луѓе кои што ни помагаат финансиски да окренеме каналот на следното ниво, значи правиме да добијат некои привилегии за тоа и да ги следат овие едукациони материјали порано. Дополнително сите оние кои што имаат проблем, уште еднаш ќе напоменам, на нашата Patreon заедница, значи ова го направивме како постер на кој што можете во крипто да платите за годишно членство на Patreon заедницата, каде што ќе го добиете попуст до 20% и дополнително знам дека имаме доста проблеми со многу членовите на месечно ниво, значи имаат проблем со процесирање на трансакциите, секој од нив плаќа најразличен начин и за жал некој од овие да речем процесирање без разлика дали е банка или пак е некој онлайн платјачка служба, значи имаме проблем и затоа го ставивме како опција за сите наши членови. Дополнително овдека е и криптогемиџија кооперацијата, која што служи за најразлични артикли, значи најчесто тоа ќе биде облека нормално, кои што ги произведуваме и ги доставуваме до вас на домашна адреса. Значи само треба да дојдам во текот на утрешниот ден, во сабота треба да се сретнеме со конфекцијата, да ги нарачаме до сега направените нарачки од последните два артикли. И во наредните 2, максимум 3 недели истите ќе бидат доставени на вашата адреса, како што беше нормално во инструкциите, со тоа што дополнително очекувате во текот на овој месец да имаме нови дизајни за нови артикли. Значи така ќе следи со тоа што вие ќе гласате за тоа кои потенцијално ќе бидат од овие дизајни избрани за да бидат произведени. Сега, секој од овие битни, да речам, дополнителни поврзани апликации или страни до нашата работа, може да ги најдете во дескрипцијата на било кое видео. Ова е прво линкот до Patreon заедницата, а ова е линк до криптогемиџија кооперацијата. Со тоа можеме да го завршиме овој вовед и можеме да почнеме со вториот дел, а тоа е нормално прво ќе разговараме за ситуацијата на Блискиот Исток. Знаете дека има многу поместување на Блискиот Исток, знаете зошто ова подрачје е битно, јас уште еднаш ќе го напоменам тоа, многу гледам постојано се движат истите тие коментари, што има врска сега крипто канал зборува за геополитика. Знаете дека многу пати до сега сме демонстрирале колку геополитиката најексплозивно делува на пазарот и најдрастично делува за промена на пазарот, така да мислам дека ова нема потреба да повторуваме милион пати. Уште еднаш, главната причина поради која што толку многу обрнуваме на ова подрачје внимание е фактот дека истото е многу богато со нафта и секое експлодирање на оваа ситуација, секое зголемување на нестабилноста во целиот регион предизвикува и понатаму поместување на вредноста на нафтата во една или во друга насока. Така да поради оваа причина мораме да знаеме што се случува, не е дали сакаме, мораме да знаеме. Секој инвеститор треба дебело да биде запознаен со ситуацијата на Блискиот Исток. Првата и најбитна работа која што мора да ја спомнеме, верувам дека е многу битна за секој од вас, затоа што ова веќе не ве засега толку многу економски, ве засега национално. Се обидува да ги исперат и израелитите и муриканците за тоа што го направија у Газа. Значи да се разбереме, она што го направија у Газа е во најмала рака геноцид како она што беше направено на егејските македонци после Втората светска војна. Нема дали ви се допаѓа, тоа е реалноста. Значи, еве ќе ви покажам факти, затоа што не смее македонецот да не биде информиран, да го лажат дека неговите стратешки партнери на Кале се многу демократски настроени, они се најдобри на светот, они само добро мислат на целиот свет. Значи, еве, чисто да ви покажам прво што Америка направила. Значи, Израел само го користи оружјето кое што Америка му го дава, да се разбереме. Без Чичко Сем, Израел нема да постои. Нема да постои една недела, да ви биде јасно. Значи, еве ќе ви го демонстрирам уште еднаш тоа. Значи, 62.000 мртви во Газа за година и половина. Ова не е ни една четвртина
кога би го споредиле и помалку од 1/4 со мртви цивили во Русија при толку подлога војна и толку побрутална војна. Да ги трнеме на страна војниците. 60.000 мртви цивили, меѓу кои, многу битно, скоро 17.500 деца. А знаете колку има сираци? Имате представа? Знаете колку деца моментално се целосно осакатени? А знаете каква грижа моментално има здравствена во Газа? Никаква, нула. И чисто да ви стане јасно, еве го соодносот, нели, кога некој ќе ви каже ама они не нападнаа. Не. Значи геноцидот врз Газа не е од октомври 2022 година. Геноцидот на Газа е уште од 1918 или 19 година, кога за прв пат почнува создавањето, идејата за создавање на Израел. Нормално се тоа почнува да се реализира после Втората светска војна, кога се случува и првата нагба и кога почнуваат да ги селуваат масовно палестинците без никакво прашање. Значи, Мала Британија, ретардите, заедно со останатите европејци и Мурика, одлучиле дека таму треба да има Израел. Никој не ги ни прашал палестинците дали они дозволуваат или дали им се допаѓа таа идеја. Да не ви е познато ова? Да не ви е познато ова од негде? Нешто Гејлада, нешто Егејска Македонија, па одлучиле дека тоа не треба Македонија, да не ви е познато. Само да прашам. Исто е, значи исто е. Кој да ви каже обратно ве лаже. И нека не ве задојуваат со тоа, ама они биле екстремисти. А што биле ВМРО-вците? Што биле ВМРО-вците? Што бил Даг, кажете ми? Значи што биле партизаните во Егејска Македонија? Тоа биле македонци кои што се обидувале да си ја вратат сопствената територија назад. Дали ви е тоа јасно? Значи немој да ве задојуваат со такви глупости дека они биле екстремисти, а што треба да бидат? Како што вели еден од нивните херои кои што го утепаа пред само месец и половина лидерот на Хамас, што треба да бидат тивки жртви? Што треба? Да ќутат, да не ги слушнат во светот дека умираат? Тоа ли треба да бидат, кажете ми? Значи, не можам да разберам македонец кога ќе почне да брани израелска страна. Не можам да ве разберам, сериозно. Значи, ево, уште еднаш ќе ви напоменам. 17.500 деца мртви во 21. век. Тоа е недозволиво, тоа е неописливо, се разбираме. Ве молам, немој да ми споредувате глупости. 1061.000, исто ли? Од друга страна, знаете ли вие во овие последни 70 години, од 1945 наваке, колку палестинци се убиени? Па број нема. Знаете ли колку палестинци по 30-40 години во затвор се така? Оти така им текнало на израелците. Свесни ли сте за тоа? И знаете како, безброј има примери. Само не, за жал македонецот би да ја држи главата во песокот. Еве да ви покажам како тоа изгледа. Council of Foreign Relations, што е очигледно муриканска страна која што моментално следи што Мурика прави во светот, нели? Ки гледате, Brotherhood, демокраци, така, погледнете го, ова е најново. Што е од ноември 2024 година, значи не е старо ни 2 месеци, погледнете го ова сега. Значи, погледнете колку во воена опрема добил Израел од Мурика од 2023 година, од кога е почнато реално овој конфликт, се извинувам, значи октомври 2023, не 22, до сега. Значи, во 2023 година добил 4 милиарди, а во 2024 добил 12,5 милиарди. Тоа се повеќе од 16 милиарди долари воена помош. Тоа е оружје, тоа се бомби. Значи, знаете ли вие која количина на бомби се тоа? На арсенал е тоа. Сега да ви покажам зашто е ова толку битно. Значи, јасно ви е сега колку пари, погледнете, за разлика од претходниот период, уште од 1980 година, ова се првите војни со PLO, значи тоа е првичната голема организација на палестинци. Од тогаш па нааму, ова е прв пат, погледнете, 12,5 милиарди долари донирани на Израел. Вика Израел, 7 ноември 2024 година, и уште бомбардираа, се разбереме, до 20 јануари се уште бомбардираа, значи ова е само до 7 ноември. Говедата од Израел фрлиле 85.000 тони експлозиви врз Газа. Само да имате оприлика идеја колку е ова, овдека е многу добро сумирано, вика, тоа е вика повеќе од севкупното оружје кое што било искористено во Втората светска војна. Значи, еве, чисто да ви стане јасно за каков арсенал, за која големина на оружје станува збор. Значи, повеќе од вкупната количина на оружје во Втората светска војна. Зборуваме Пацификот, Атлантикот, Русија, цела Европа, Северна Африка, Блискиот Исток.
Дали ви е јасно колку оружје е ова? Значи овдека нормално и двете атомски бомби се ставени во сето ова. Значи свесни ли сте вие колку е тоа како оружје? Идеја вака, ви иде ли оприлика колку голема количина на оружје станува збор? Еве колку има, така? Со тоа што на Газа. Сега замислете дека сето тоа оружје што било искористено во Втора светска војна насекаде во светот, така, е искористено во ова место. Само на ова место, во Газа. Еве колку е голема Газа. Значи Газа е половина од Њу Јорк. Газа е оприлика слична големина колку Чикаго. Сега замислете целата оваа количина на оружје да биде фрлена врз Чикаго. Ама не можете да замислите, така? Тоа ви е непоимливо, пошто Чикаго не, како, зошто би фрлеле толку оружје врз Чикаго? Ама врз Газа е воред таму некои мали кафени живеат, некои небитни таму. Битни се евреиве, нели, пошто они се жртви, они се цело време страдалници, така. Нив у Библијата им пишува дека им следува оваа земја. Значи не тоа што има таму население илјадници години палестинци. Нив у Библијата некој негде напишал дека тоа било нивно, се разбираме. Значи нив Библијата им одговара само кога нешто е во нивна корист, иначе они ја плукаат и вреѓаат Библијата редовно, чисто и тоа да го напоменеме, така. Сега, еве чисто да видите колку е големо ова, за разлика од израелците ќе направат се за да го представат ова дека не е така големо. Па не е направиле они многу штета, се разбираме. 15 месеци војна, така. Погледнете. Ова е на почетокот. Буквално само после нападот, 7 октомври, 12 ноември, че ова е, не знам, 3 бомби падна, така. Погледнете како изгледа до ноември, значи од октомври до ноември погледнете. Ова е колку мети се погодени, че ова е низината територија, колку мети се погодени, така. 29 јануари 2024 година и 11 јануари 2025 година. Значи практично не постои една зграда која што не е погодена во Газа. И за да разберете колку е ова големо, 2 милиони жители, од кои повеќе од 90% се раселени. Сите се раселени, се разбираме, сите се раселени. Значи тоа е жива лага дека не се раселени. И еве, погледнете, значи ова како изгледа после, пред како изгледа после. Значи патос, нема ништо. И еве, ова е најдобра статистика која што можам да ја покажам. Погледнете го. Ова се претходните конфликти, така. Значи еве колку тони отпаден материјал, градежен, е направен во 2008 година конфликтот, 2014, 2021 се нагбите и 2024 година. 50 милиони и 773 илјади килограми тони, што е вкупната количина на отпад, градежен од бомбардирањето. Според првичните проценки, потребни се 21 година за да се расчисти. Овдека е интересна работа која што не е ставена е тоа дека се потребни уште 15 години според првичните проценки за да се отстранат сите неексплодирани елементи на муниција во Газа. 15 години. Така е. 15 години се потребни само за да се направи деминирање на ова мало место. Дали сте вие свесни која големина на како да ви кажам, значи ова е изживување од најголем, јас до сега вакво нешто не сум видел. Ова единствено рамно на ова е тоа што им го направиле нив, се разбираме. Треблинка, Дахао и така натаму, летните кампови, се разбираме. И не знам, јас стварно немам зборови кога гледам овие потатоци. Знаете што е уште поинтересно? Ова дечки доаѓа од BBC. Ова не доаѓа од Ал Джазира, така. Значи ова доаѓа директно од устата на волкот. Ако волкот се одлучил да го каже ова, знаете ли која е реалната состојба ако ви дозволиле овие прозападни гомна, се извинувам, прозападни распрскувачи на фекалии да го кажат ова, замислете која е реалната состојба. И сега, откако разбравме, значи, еве, како изгледа моментално, ова е мурика, се разбираме? Значи, Израел го користи оружјето што Мурика му го дала во последните година и 3 месеци. Значи, Мурика го направила се тоа. Не може некој да ми каже дека не, Мурика го направила се тоа. Израел нема 5 куршума, се разбираме? Израел нема ниту каде да ги произведе, ниту пак и ако има капацитет за вакво нешто да направи, се разбираме? Да не забораваме дека убиецот на крајот од денот е Израел. И на сето ова, замислете, на сето ова,
излегува оваа џукела, значи овој орангутан, јас само уште еднаш сакам да напоменам, ако се сеќавате, јас ви го кажав тоа и ќе го повторам уште не знам колку пати. Тоа што овој орангутан е добар за крипто секторот, не значи дека е добар за се останато. И тоа го кажав уште пред да биде избран и ќе го повторувам за целиот негов мандат. Ова е најобичен орангутан со комплексна помала вредност, кој што сега се обидува да искористи максимум со цел да ја утврди ситуацијата на оваа империја во пропаст, така наречена Мурика, Чичко Сем, и прави се што може за било каде да ја утврди нејзината позиција. Меѓу кој е нормално, гледате овој џуџето ушко моментално овдека, кој што му е во посета, нели, Лижигас, и моментално слушнете кој е заклучи. Гледате сега, на сето ова што им е направено на овие луѓе. Значи на сето ова што им е направено, се разбираме. Сега наједнаш испаѓа Лудаков со одлука. Слушнете одлуката сега. Се извинувам, сега момент. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with the Gaza Strip, and we be responsible for dismantling all of the dangerous, responsible for dismantling all of the unexploded bombs and other weapons, level the site and create an economic destroyed buildings, level an economic development that will housing for unlimited numbers of jobs and for the people of the area. Која гнаса треба да си? Ова е единствено, знаете каде го имало овој речник? У Втора светска војна, кога швабите зборувале за Лебензраум, дека нив им е потребен простор за живот. Нормално овој простор требало да дојде од териториите на Југославија и на СССР, и затоа било сосема нормално тоа што они убиле 20 милиони руси и 4 милиони југословени. Сосема нормално, се разбираме. Затоа што они им требало потреба да се прошират. Значи, нели, тоа е нормална работа, ге европејци, се разбираме. Вели, Америка ќе го превземе појасот Газа во сопственост. Значи, чисто онака, лабаво. Вика, Америка од сега ќе ја поседува Газа. Сега, интересниот дел што да не го пуштам целото ова клипче, нели, може слободно да го погледнете, го има јавно. Вели, ќе ги раселиме сите жители на Газа во превод. Вика, јас сум сигурен дека и Египет, и Јордан, и Саудиска Арабија, вика, ќе прифатат голема количина на бегалци. Вика, они ни се партнери, вика, сигурно ќе се нафатат на тоа. Лудак. Значи, лудак, се разбираме. Само, затоа што сега верувам дека ќе има некои северџани, кои што ќе кажете, добро да ја знаете, опасно е таму, па зошто нека отидат у Египет и после нели ќе ги пуштат назад. Егејците ги пуштиле назад од Даг партизаните кои што пребегале во Вардар, од како пропаѓа Даг офанзивата, нели, демократската армија и ги пуштиле назад. Децата бегалци и илјадници деца бегалци ги пуштиле да се вратат во циганарија доле во Егејска Македонија, ги пуштиле да се вратат. Мислите дека палестинците ги пуштат да се вратат во Газа ако успеат да ги извадат надвор? Па они ги бомбардира 1 година и 3 месеци, кој што може да видиме, со повеќе оружје од цела Втора светска војна, со цел да ги натераат да излезат или да ги бомбардираат додека не се сите мртви. Значи, некој да има толку мал мозок и да каже дека тоа е нормално и да ми каже, па да, они ќе отидат у Египет и после ќе се вратат, пошто нели Трамп ќе направи таму, тоа ќе биде летен камп, се разбираме. Пошто кога Америка ќе го земе тоа, значи знаеме дека Америка е секогаш на страната на палестинците, сигурно тоа ќе го направи да биде за палестинците, се разбираме. И гледај го џуџето ушко, тука седи и се кези. Значи, знаете како? Една работа која што постојано се обидувам да ја објаснам на луѓето е дека Мурика го ебе цел свет, а само еден ја ебе Мурика. Ево, оваа слика многу добро го демонстрира, тоа дури ќе ја зголемам, чисто за да го видите ефектот. Гледайте кој е главен во Белата куќа. Сега јасно ли е кој е шефот во Белата куќа? Сам чисто ако не ви е јасно да ви објаснам. Воен криминалец би го обесиле на првото јаворово дрво, било кој да го докачи од арапите, веднаш би го обесиле, ама идеш у Белата куќа и Трамп вика, чекај дечко столче да ти го подместам, да не паднеш случајно. Чисто ја стана јасно кој е главен тука. И сега е да ги проследиме реакциите. Значи, тоа е реалноста. Значи, прво дека Трамп е комплетно изгубен во светот, тоа е сосема познато. Да, знаеме дека е добар бизнисмен, знаеме дека се обидува да направи тоа што сака.
но еве чисто да проследиме некои од изјавите на локалните актери на Блискиот Исток, да видиме за северџаниве, не за друго, чисто за северџаниве да се намират, дека никој ни по точка разно не би прифатил такво нешто. Само една работа која што сакам да ја напоменам овдека, што е многу битна, која што треба да ја запамтиме до крајот на овој дел за Газа. Разликата помеѓу Газа и Егејска Македонија е тоа што Газа се уште има пријатели, се разбираме? Секој од овие арапски земји се обидува на каков знае и умее начин да помогне помалку или повеќе, се разбираме? Затоа што на крајот од денот они се свесни дека прво тоа ќе биде бегалци кои што они ќе треба да ги згрижат, че од економски аспект, а второ дека ако тоа се случи, бај толку е. Палестина може да ја заборавите. Ако ова им успее во Газа, може да рачунате дека следното исто сценарио ќе биде направено и во западната обала, западниот брег, како сакате. Што значи дека на крајот станува збор за целосно иселување и целосен екзодус на палестинците од сопствената земја. 21 век, демокраци Брудерхуд, вашите стратешки партнери, се да ви ебам по список. И на ВМРО, се извинувам се, како смеев да го искористам тоа име за ДПШН, и на ДПШН, и на СДСШ, се по список да ви ебам. Вие ви се вашите стратешки партнери, па имате ли вие 2 грама мозок? Ама не сте вие криви. Македонското население кое што ви дозволува да го правите ова понатаму и понатаму, тие се криви, но како и да е, ќе дојде ден, се врти, па така и вие ќе дојдете на правилната страна. Значи, еве вака сега, погледнете, вика Top Palestinian Official. Значи, ова е практично представник на остатоците од PLO, Palestinian Authority, практично. Моментално е, како што можеме да видиме, дека ова е незамисливо, значи ни по точка разно не смее да се прифати, ниту пак да се разговара за вакво нешто. Значи, палестинците барат да си изградат сопствената земја одново, палестинците не сакаат да ја напуштат својата земја, без разлика колку експлозиви има, значи, ова што се случува е само фарса, која што треба да ги убеди сите овие прозападни пиунчиња во Европа, така, во Австралија, Јапонија, тие што се останати од гериатрија НАТО Сојузот, дека тоа е нормално и дека да, ние најдемократски, значи покрај тоа што ги бомбардиравме и убивме 60.000 од нив и 17.500 деца, сега за нивно добро ќе ги релоцираме од нивната земја и никогаш нема да може да се вратат, така. Сега овде ќе има една интересна изјава која што многу сакам да ја проследите. И на судот за човекови права, нормално во оваа ситуација неговата дивизија за воени конфликти, за воени деликти, би рекол, која што нормално издаде налог за апсење на Нетањаху и на Галант. Значи Нетањаху е клемпавото џуџе од 7 џуџиња на Снежана, а Галант е лутко. Значи тие се двете џуџиња, значи лудаци исто така, исто како Трамп на исто ниво, значи комплетни ретарди. Вие да го направите ово во 21 век на толку голема маса на луѓе, значи треба да сте животно, нема друго објаснување, крај. Значи слушнете што има да каже висок представник на Обединетите нации, чисто да не заборавиме дека практично обвинителот кој што водеше постапката пред судот за воени конфликти, нормално во Хаг, кој што донесе значи налог за апсење на Нетањаху и на Галант, сега моментално е соочен со санкции од Мурика од Конгресот, така. Значи, демокраци Брудерхуд, само кога нас ни одговара. Ако судот во Хаг донел налог за апсење на Путин, ја поздравуваме таа одлука, браво, најдемократска институција, одлично. Кога судот донесува налог за апсење на некој од нашите другарчиња, затоа што убиле 17.500 деца, какво може такво нешто? Кои се они? Како што се замислуваат? Одма санкции од Конгрес, значи пак да се разбереме, не е ова на Трамп муабетот. Цел Конгрес, тоа се представници од сите земји во Мурика, значи комплетен чичко сем. Апсолутни будали, така. И сега да слушнеме што има да каже представник на истата оваа институција. And this is not going to bring to a decent future for the Palestinians only. And this is not going to bring Israelis. I always have tried to have only this inclusive for the Palestinians because there are try to have this inclusive language. Israelis who are fighting against genocide, Da, against da, occupation and kako against nema, apartheid, da. and they should not be Against visibilized. genocide, They are against an important occupation. actor in the Јасно, process. јасно. They should not be Значи, invisibilized. They are сега an збориш important. дека наводно решението и понатаму останува двојна држава во која што нели има на територија на Палестина, на територија на Израел, научна фантастика, значи они попрво ќе ги убијат сите палестинци до еден пред да дозволат такво нешто да се случи. Тоа го гледаме, значи ние го гледаме секој ден тоа, да се разбереме.
И сега ќе зборува за ретардот Трамп. President Trump, oh, where to start? President The short answer to your Start. question is what he proposes is after to your question is what he proposed After nonsense. It's nonsense. Is what And it's unlawful. is What he nonsense. proposes, people talk of ethnic cleansing. What he No, proposes, it's worse. It's forced displacement. It's inciting No, it's worse. forced displacement, which Вика, тоа што го зборува It's лудакот inciting to Трамп е, вика, commit for- комплетно, вика, значи без никаква смисла, вика. Значи, вика, тоа што он го предлага, вика, е буквално, значи, тоа што се бори судов да го запре. Forced displacement, тоа е кога се обидувате една маса на луѓе да ја преместите од таа територија во која што живеат, затоа што така вас ви текнало. Да ве потсетам, Егејска Македонија. Зошто? Затоа што се македонци, нема друга потребна причина. Затоа што се македонци. Ќе ги натераме да напуштат, затоа што нас не ни одговара тука да има македонци, нели тоа гейлада, треба да има грци, така. Се извинувам. Треба да има цигани, така. Значи поради тоа ние мораме да ги избркаме. is an international crime. Forced displacement and further Which is an international crime. And in the Further in the dispossession- context of genocide, I mean, it will In the context of a crimes that Israel has been committing or the past, strengthen the complicity in the 50 months and before. Вика, past. не само што првиот криминал е forced displacement, односно насилно преселување на целата оваа маса на луѓе. Второто е тоа што насилно им ја преземаш територијата. Па кој ти дозволил такво нешто тебе, бе, мрсул еден? Кој тебе, значи, на почетокот, на кој дозволил Палестина да биде Израел? Кој го дозволил тоа? Која е, бе, Мала Британија да дозволува да имало таму Израел? Кој куре мурика да кажува дека требало да биде тоа Израел? И сега Мурика повторно кажува дека Газа требало да биде посетувана од Мурика, вика, и пазете, у исто интервју се дрзнува да каже, вика, тоа е многу добра, вика, територија, вика, на море, вика, поуше почна да се занесува као, што ќе граделе, како ќе изгледало. Дечко, тоа не е твое, ало. Мурика, ало, свестете се, тоа не е твое. Значи, немам зборови и цел свет вака. Вака цел свет, ќути. Вика, ќе го земеме Гренланд, Канада ќе ја земеме, Панама ќе ја земеме, цел свет вака. Сега вика, Газа ќе ја земеме. Тутенката, само напред. Главата у песокот и кур да не ви чуе. Како, брат, стратешки партнери ни се. Не можеме, вика, против нив. Они се стратешки партнери. Па ние од стратешки партнери сме до тука стасани, бе. Од сите што ни се стратешки, посебно околу нас. Околу нас нема некој што стратешки не ни е партнер. Значи нема. Дали се тоа татарите на исток, дали се тоа циганите на југ, шиптарите на запад, па и србите, браќата кои што ни се браќа додека не влезе циган у кафанава. Значи србите ни се браќа додека не влезе грк у кафаната и тогаш веќе се заборава дека сме биле бивша југа, дека сме биле браќа, дека сме биле во нивната војска, дека ние сме биле тие што сме се бореле на северот во Војводине наместо да се бориме во Солун, така, Срем наместо Солун, така. Значи, се заборава сето. Тоа во моментот кога ќе влезе циган, односно грк во кафанава. Ја имам фамилија у таа земја, него менува фактот дека они до ден денеска нас не гледаат како јужна бановина. И ако некој ми каже дека не е тоа така, слободно нека отиде на Партизан, на нивната тврдина или пак од другава страна на Црвена звезда и нека ги види паролите кога игра Србија против било што е македонско, да видиме што пишува таму. Да видиме дали пишува дека тоа е Македонија или пак они со нас играат, а навиваат за Грција. Се извинувам, навиваат за циганите на југ. Чисто да ви стане јасно. Значи немој да мислите дека им е простено или такво, да бидеме јасни. На македонецот само еден му бил партнер во целата историја, македонецот, никој друг. Само македонец. Друг никој. И сега знам дека дел од оние кои што гледаат мојот канал се Срби, тука ќе бидат длабоко навредени. Дечки, тоа е ваш проблем. Значи ја ова сум го гледал низ цел свет. Не само во Македонија и Србија, низ цел свет. Каде и да отидам? Моментот кога ќе дојде грк у кафанава, толку се заборава, ама каква Македонија, тоа јужна бановина. Вика тоа е, вика Грција, вика нема тоа никаква врска со Македонија. И кажете му на друг дека тоа не е така. Сега. Саудиска Арабија влегува исто во муаветот, вика вака. Ни по точка разно, вика, не смее да се разговара за ваков план. Да бидеме јасни, Саудиска Арабија е главен актер овдека. Значи главен актер. Моментално Израел игра на картата дека еден ден конечно ќе се исполнат оние
акорд кој што ги подпиша Трамп, уште во неговото прво претседателство, како беа, не знам, Линколн акорд или така нешто, не е битно, каде што ќе се нормализираат односите помеѓу Саудитска Арабија и Израел. Затоа што ако тоа се случи, автоматски Саудитска Арабија ќе биде практично сојузник на Израел. И како најголема суни држава и во регионот и во светот, практично ќе имаат голем сојузник на муслиманската страна. И се уште се притиска за тоа. И моментално Саудитска Арабија понатаму останува дека нема никакви разговори додека Израел ефективно не дозволи реализирање на палестинска држава. Дали тоа ќе се случи не останува да видиме, со Трамп се е можно. Само сакам да ви кажам дека Саудитска Арабија, која што е најголемиот потенцијален сојузник на Израел, кажува ни по точка разум. Еве га и шишкебап империјата, кај султанот и Египет викаат не може, значи такво нешто не може да биде, посебно Египет, значи Египет им е јасно дека ако им ги внесат палестинците во Синајската пустина, таму и ќе останат и никогаш нема да им биде дозволено да се вратат назад. Значи да ви биде јасно, тоа на сите им е јасно овдека. Следно, Џордан. Јордан исто така уште еден газолижач на западот, значи кралот на Јордан вика ние сме спремни за војна со Израел доколку палестинци бидат избркани на наша територија. Значи ова Јордан го кажа уште од првиот ден, да не забораваме дека Јордан беше еден од земите кои што го бранеше Израел од нападот на Иран врз Израел. Така да не го забораваме тоа, дури мора да бидат опоменати дека ако тоа се случи уште еднаш ќе бидат и они нападнати од Иран, само да ви стане јасно, да ви биде јасно кој на која страна е и замислете до кој степен што Јордан се заканува со војна доколку се случи дека ќе бидат практично нели избркани палестинци. Ево 4 февруари, да не мислите дека ова е старо, значи ќе почне војна со Израел доколку присилно бидат протерани вакво палестинци во Јордан. Да не забораваме дека западната обала е на границата со Јордан и овдека ќе бидат протерани тие палестинци кои што се во многу поголем број за разлика од оние 1 милион. Еве го, Иран истата ситуација. Вика ова што моментално го се зборува е буквално колонијално бришење на цела една нација и една територија, затоа што така му одговара на Запад. Значи, не знам како да ви кажам, без разлика суни, шија, истите разговори од истите, од сите овие актери, се разбираме. И чисто да напоменеме, затоа што ова е многу битно, пак ќе напоменам. Нема разлика, дечки. Нема и многу од луѓето го забораваат тоа и тоа мене многу ме боли, затоа што еве ви ги податоците. Значи имало 329.000 македонци во Егејска Македонија. Зборуваме од Драма на исток до комплетно запад до Лерин Костур и Воден. Значи во целиот овој регион имало највеќе македонци. Турци од 1913 година како се распаѓа турската империја, така се повлекуваат во Турција. Што значи дека најголем дел од населението секогаш бил македонци во оваа територија. Зборуваме за Егејска Македонија. За оние кои што не знаат, еве овдека многу добро, не знам кој го направил ова, секоја чест, како добар труд направен, на интернет оставен, браво, секоја чест. Значи, македонската граѓанска војна во Циганленд, во Грција. Значи, за жал, нашите партизани се приклучуваат на Даг, мислејќи дека ќе успеат да ги победат монархофашистите, кои што во исто време се поддржани целосно од Мала Британија, од Мурика, од сите западни сили. Додека за разлика од тоа партизаните очекувале дека ќе добијат помош како од Југославија, така и од Коминтерната во СССР. За жал тоа не се случило и Западот преовладува во оваа војна. Еве како ви живееле децата во Егејска Македонија, да ви биде јасно. Значи, еве овака живееле. Знаете зошто е ова така? Знаете? Да ви биде јасно, заради циганите, заради тоа, затоа што некој им го направил вака да живеат. Сега, кога ќе го поминеме сето ова и војната, каде што за жал ја изгубиле, чисто да видите како изгледало после тоа. Ова, јас го имам читано, за оваа слика конкретно, која што мене секогаш многу ме трогнува, ако не се лажам, детенцето се вика Илија. На 12 години оди во партизани и умира во првиот месец од војната, која што траела од 1945 натаму, против монархофашистите, односно циганите од Атина, се разбираме. Сега, немој да мислите дека македонците ги третирале добро. Значи, македонците биле држени и убивани во концентрациони кампови исто како во Палестина. Исто. Само што нас не ни е дозволено да зборуваме за тоа. Нас не избришаа историјата. Истите тие СДСШ и ДПШ не е дозволија тоа да се случи.
Сега, откако е направен, да речем, горе-доле пораз врз оваа армија, погледнете кој помагал во бомбардирање на трупите и цивилното население од Македонија. Гледате кој? Познате ли ви се вие? Чичко Сем, познате е? Стратешките партнери. Само уште една интересна работа. Ова знаете чиј знак че е? Ви кажал ли некој? Пичките од Мала Британија, заедно со Чичко Сем од Мурика, се тие кои што за прв пат во историјата користеле напалм за бомбардирање на цивилно население и војници, партизански одреди на ДАГ, на Комунистичката партија на Грција во практично Вичо, планината и нели целата нејзина околија. Еве кој, да ви стане јасно. Значи нема разлика. Еве гледате, ова се цигански генерали, а ова се македонски партизани и партизанки мртви. Еве како тоа изгледало. Да не ве погодува, стратешките партнери. Денеска Грција ви го чува небото, само да ве потсетам. Еве како изгледа. Ова гледате одека, ова се цигани, ова се мртви, вели ранети, без соодветна грижа, масакар, знаете што се случило, така? Стратешките партнери ваши. Да ве потсетам само. Но нема врска, јас нели, ова само го кажувам за да ви стане јасно дека нема голема разлика. Ова што гледате овдека, ова е геноцидот на македонците од Егејска Македонија. Да не сте вознемирени случајно. Нема разлика. Труповите, дали се во Палестина или во Македонија, се трупови на невини цивили, кои што поради Трамп или било која будала од тоа време во Циганленд, нивниот тогашен цигански крал, кој што е пола грк, какво грк што зборувам, пола австриец, пола германец, е гркот крал, кој што татко му и мајка му се од Германија и од Австрија, така, и кој што одлучил дека не треба да има македонци, дека македонците треба вака да бидат третирани, за да се изгради циганска држава, така. Ма дали ви се допаѓа или не, тоа е ваш проблем. Ова е вистината и дали ве боли, тоа е ваш проблем. Ова мора да се знае. Значи нема разлика. Сите кои што ви зборуваат дека ама тоа не имам, значи никаква нема разлика. Се разбираме? Еве таа западна говедо од како да ви објаснам. Значи немам погреден збор со кој што можам да ги споредам. Сите овие бивши колонијалисти на западот, Сите овие бивши колонисти на западот. Илјадници деца пешки да одат низ цела Егејска Македонија, да бидат носени со возови како во концентрационен логор. За истите да бидат на илјадници депортирани низ сите бивши социјалистички земји во светот, со цел да бидат спасени, затоа што нивните мајки и татковци се мртви во Егејска Македонија. Јасно ли ви е вас тоа? Сега сеедно ли ви е? Уште ли сте горди што сте НАТО, Уште ли сте горди што сте НАТО? И мора да знаете. И не ме интересира дали ве боли, дали сте биле навредени, ваш проблем. Ова е вистината и додека јас живеам, ова ќе се знае. И ќе се зборува, и ќе се повторува. Значи македонецот мора да знае кој му е најголем непријател. Западот на македонецот секогаш му бил најголем непријател. Не велам дека истокот бил подобар за него, но западот никогаш не бил добар. Уште еднаш ќе ви кажем, на македонецот само македонец може да му помогне. Овие бегалци дошле во Вардарска Македонија, дошле кај нас, во Велес, во вашите градови. Овдека се згрижени со цел да преживеат. Значи само македонецот на македонец помагал, никој друг. И пак ќе ви кажам, дали ви се допаѓа или не, воопште не ме интересира. И ќе го вртам ова, да гледате, да се знае, да знаете дека не плачеле само палестински деца. И зошто ми е криво кога гледам тоа во Палестина денес? Затоа што истите актери, и пичките мурикански, и пичките од Велика Британија, истите актери, истиот масакар, само неколку декади подоцна. Се разбираме сега? Ете така. Горди ли сте? Трепов. Со Трепов се гордеете ли? Во НАТО ли влеговте? Заедно ли сте сега, Ве штитат? Како вика, циганите од југ ќе ни го штитат вика небото, а мечките од исток ќе ни го штитат земјата. Пошто знаете и циганите и мечките како ви ги штителе земјите. Видете ги, Треповиве видете ги. Значи гледајте кого го пративме да не представува, гледајте. И гледајте на кого дозволивме да ја води државата. Гледајте. Црепови, шиптари, не знам и што да кажам за ова, ќе немам зборови, стани да те видат, така. И се обидувам да не коментирам за домашна политика, како да не коментирам, како? Значи како да не коментирам, гледајте кој не води. Само да ја прашам, уште еднаш, горди ли сте? Еви го и Мицитакис, ДПШН, кој што побрзо да се избрише се што е со Македонија, се мора со Северна да биде.
Само да немој да мисли дека сум ве заборел и вас. Гледај го што е горд, а? Македонија вика повторно горда, така ли? И заветно у позадина води джингл. Вака сега. Кога завршиме со овој дел, да завршиме со Газа, затоа што имаше доста да се зборува, а видеото е веќе солидно долго. Ќе преживеете, верувам дека ви се допаѓа ова. Значи, имаме три фази кои што треба да бидат исполнети со цел да се заврши оваа војна. Првата фаза е уште од практично 20 јануари, која што треба нели сега размена на затвореници, треба да ги дадат овие заложници кои што се држани од страна на Хамас и при тоа да бидат ослободени повеќе од 1000 палестинци. Проблемот е што моментално Израел прави се што може за да не дојде до втората фаза. Значи, идејата на Израел е што може повеќе заложници да бидат вратени и војната да биде повторно активирана. Значи да ви биде јасно, тоа е повеќе од видливо, значи моментално тоа што отиде на баци рака практично Нетањаху, мада испаѓа малку обратно работава, е буквално тоа. Како може да се направи војната да продолжи? И на сите оние кои што мислат дека војната завршила. Не, нема шанси, значи такво нешто не е. Туку ова е само најобична новинарска оптичка варка, која што се користи као ете, гледате, веќе не бомбардираме во Газа. Како рековме, на 20 јануари заврши бомбардирањето на Газа. 22 јануари почнува огромна офанзива на Дженин. Дженин е еден од најголемите избеглички кампови во западниот брег, каде што повторно живеат палестинци. И тоа, уште првиот ден се убиени 10 палестинци. Значи, овоа се животни, овоа не се луѓе, овоа во Израел се најобични животни. Ма не ме интересира дали ви се допаѓа или не. Вика, 17 ден, 6 февруари, ефективно кога го правам видео, без прекин. Значи, целата таа офанзива, како се повлекуваат војниците од Палестина, зборуваме од Газа, така се релоцираат во Дженин и продолжуваат со убивање на палестинци, без никаков крај. 180 домови се уништени во текот на 17 дена. Значи, истата тактика, истите го веда, само малку по-источно. Еве како изгледа. Значи, откако се релоцираат од Газа, продолжуваат во Дженин, кој што исто така е упориште на една од најголемите сили во PLO, кој што се уште на некој начин обстојува преку Palestinian Authority, тоа е Palestinian Liberation Organization во Дженин. Значи, тоа се фракции кои што се уште се присутни, кои што на некој начин сите имаат иста цел, тоа е ослободување на Палестина. Еве моментално каде се и еве моментално каде уништуваат. Зошто? Нормално идејата е да се припои кон израелската територија. Значи повеќе јасно, сите го знаеме, само што многу добро го изиграат целиот народ као ете гледате, не бомбардираме веќе во Газа. Не, сега бомбардираме во западниот брег, ама сите се фокусираат на Газа, така да значи идејата на свиња во позадина што гледате е токму тоа. Престани да бомбардираш во Газа, релоцирај се на исток, за да може, еве, гледаш, ние запревме војната, нема веќе војна. Ама се тоа што убиваат палестинци на друго место, не е истата војна, тоа е друго нешто, се разбираме. И во исто време да не забораваме дека уште една битна работа, пазите сега ова како да ја обясниш, треба сте ретардиран да не ги гледате овие работи. Вика Иран развива, вика, само да рестартирам да ви кажам од кој датум е. Иран, ево, погледнете, ова е значи официјално од 3 февруари, пред 3 дена, така. Пред 3 дена Нетањаху отиде во Америка. Иран, вика, нашол побрз начин како да развие, да речам, не толку рафинирано, туку као нерафинирано, малку по-сурово, да речам, нуклеарно оружје. Израелци. И вика, нормално, Трамп ова го согледува откако Нетањаху доаѓа во Мурика, нели да го посоветува дека Иран, значи таа е па истата играчка, тоа е муаметот, значи како да се нападне Иран. Значи на Израел тоа е влажниот сон, како да се нападне Иран и се што може се прави со цел да се вовлече Мурика во војна против Иран. Само пак ќе ви кажам, молете се на кој бог и да се молите. Ова да не се случи, затоа што ова ефективно ќе значи одложување ефективно, значи на целиот bull market, верувам, иако нели се надевам дека нема да се случи и се надевам дека ќе издржи свињата Трамп да не направи таква глупост, но ево го, џуџето ушко од Снежана и селните џуџиња, тоа му е влажен сон и таму му е цело време паметот како да се направи, значи да се почне војна со Иран. И цело време гледате истата ситуација, еве го Трамп 4 февруари, истиот ден, нови санкции на Иран, максимален притисок врз Иран да не може да
извезува нафта. Не заборавајте дека Иран има договори со сите членки на БРИКС. Ова е само научна фантастика, тоа можеби било возможно во претходниот мандат на Трамп, каде БРИКС беше во сосема друга форма. Сега кога се наоѓаме во ситуација во која што Иран потпиша и економска соработка како со Русија, така со Кина, верувам дека наскоро ќе видиме такво нешто и со Индија, може само да му се фатат на нивниот врховен духовен лидер за левото маде. Но како и да е, тоа нема да го запре процесот на и понатамошен притисок врз оваа земја. Значи, друго не знаат американците, они таа е истиот муабет, санкции, тарифи, така, сите ги казнуваат, значи сите треба да играме како мурика свири, затоа што нели, они се демократите, они знаат најдобро, ние сите сме џунгла, што би рекол Борел. Во ефективен конфликт, ние се наоѓаме во ситуација во која што ќе имаме нестабилност на цените на нафтата, воедно тоа веднаш ќе делува на вредноста на доларот, која што ќе продолжи да расте, што нас воопште не ни одговара, и ефективно ќе имаме уште поголемо одложување на алткоин сезоната. Значи, откако Сирија беше превземена од ISIS, чи од ISIS или како сакате, ISIL, како ви одговара така, ефективно, значи нема тука бегање, тоа е официјалната вистина. Значи пред неколку години беа непријатели, лудаци, калифат, терористи, нели, хардкор муслимани, сега се борци за права, сега се ослободители. Зашто ти така му одговара на султанот од Шишкева империјата? И сега погледнете овде што вика, дури гледате си дошол на посета кај значи буквално спахијата дошол кај султанот на посета. И вика, Ердоган е многу задоволен за тоа, вика, како сирискиот лидер, вика, се бори, вика, со терор. Значи, само вака ти ви кажем, јас не можам да го пуштам тоа, вика, ви кажем последниот пат, ви пуштив само 2 видеа, со цел да видите која е бруталноста со која што се соочуваат моментално христијани, шија муслимани, се што не спаѓа во оваа нивна секта, ISIS, така? Значи, погледнете во Сирија на секој ден што се случува, какви линчови, какви јавни погубувања има, само погледнете и ќе ви стане јасно како се борат со терор, посебно против, нели, се што не е суни ISIS муслиман. И во исто време, еве, чисто за тоа што јас постојано го зборувам, значи, уште еднаш да ви го кажам, значи, ова сега доаѓа директно од устата на вашите стратешки партнери. Значи, гледате овдека, девојчево го спремаат за главен на ЦИА. Тулси Габард. Значи секоја честитка, значи какво добро санкање, браво е. Многу ме мило кога некој нивни ќе испадне да го каже ова, затоа што нели кога некој од нас го кажува, тоа е пропаганда, ајде вој со Путин, русофил, нели. Сите тие што зборуваат негативно за Мурика се русофили, платени од Путин и така натаму. Еве сега да видиме ова дали е платено од Путин или пак е спремаат да биде одговорена на ЦИА. Не заборавајте, значи ЦИА е нивната агенција за дејство надвор од Америка, така, значи шпионите, така, да видиме што ќе каже она околу ISIS, Ал-Каеда, тоа што ние го зборуваме на нашиот канал веќе доста долго. Weapons. They accuse the U.S. Chairman, Colonel Gabbard. This is a line that Putin used frequently during the Syrian civil war. Accused the U.S. of supporting terrorists. Syrian officials made similar comments. They did it repeatedly. They did it in public. They did it at the United Nations. As he supported In 2016, Assad. You gave an interview in which you said, and this is a quote, "The U.S. is providing direct and indirect support to terrorist groups In 2016, you in order gave- to overthrow the Syrian government." And in 2019, on the Democratic presidential debate stage, Support to terrorist you said of groups in President order to Trump, this is a quote, "This current president is continuing to betray us. Stage. We were You supposed said to of be going President after Trump. Al-Qaeda, but over years now, not only have we not gone after Al-Qaeda, our president is We supporting were supposed to Al-Qaeda." be going after. Вика, Путин и сириските власти Our пред да почнем president is падне supporting Башар Al-Qaeda. Асад, ги обвинуваат нормално американците дека буквално ги финансираат сите терористички организации кои што се борат против Сирија, Ирак, нели, и останатите земји. Знаеме за кого станува збор, сите оние групи на ИСИЛ.
И сега нормално овде кај конгресменов и вика и вие вика моментално го потврдувате тоа. Во два наврати тврдите дека тоа е вистина, дека Америка плаќа на терористички организации да се борат против Сирија, да се борат против тамошните ирачки и руски војски. И вика тоа сте го зборувале, вика дури и на дебата вика за нели избор на председател за Трамп, вика јавно сте говореле дека тоа е вистина. Слушање да видиме што има да каже сега Типка. So I'm interested to hear what was your goal in saying these things, and did you consider before saying them the So motives I'm interested. of Iran and Russia, what their motives might have been before making these claims? Значи сега немој ти да ги мешаш мотивите на The Иран и motives. Русија. На Иран и Русија мотивите се јасни. Некој финансира терористи, они треба да ги убијат. Зошто Типка од вашата администрација кажала вакво нешто е битниот дел? Senator, as someone who enlisted in the military specifically because of Al Qaeda's terrorist attack on 9/11 and committing myself and my life to military, doing what I specific- could to defeat these terrorists, it was Terrorist attack shocking on- and a betrayal to me and every person who was killed on To 9/11, doing what their I- families and my brothers and sisters in uniform. It was When as a shocking. member of Congress, I learned about President Obama's He was killed on 9/11. dual programs that he had begun When really as a member- to overthrow the regime of Syria and being willing to, Uh, through the CIA's Timber Sycamore program, that really- has now been public, of And he working willing with to and through this arming and equipping Al Qaeda in an effort to overthrow program that has- regime. Вика, прво вика јас се прикучи вика на Working војните with and armed- нели сили на Мурика Overthrow that regime. поради практично ситуацијата која се случуваше на 11 септември и вика јас замислете вика сето тоа што го поминав во воените сили на Мурика со цел да ја обрна Мурика од Ал Каеда, од низиниот напад, вика кога стасав во Конгрес да дознам дека мајмунот Обама вика во исто време преку ЦИА ги финансира вика Ал Каеда и останатите терористички организации за да го соборат режимот на Башар Ал-Асад. Директно од устата на девојка која што моментално официјално е одобрено да биде како и да се нарекува, одговорен, не знам, директор на ЦИА. Значи, еве повелете, вашите стратешки партнери директно финансираат тероризам кој што зборува дека не го финансираат, дека они се бореле против него. Еве, дечки, повелете, најдете аргументи дека ова не е вистина. Starting yet another regime change war in the Middle East. DoD train and equip program, again, begun under President Obama, is widely been known, looked at, and studied that ultimately Starting yet another resulted regime in change over war. $500 million being used to train who they called moderate rebels, but were actually fighters working with and aligned with Al Qaeda's affiliate on the ground Ultimately in Syria, resulted in all over- to move forward with their regime change and not acknowledging what was obvious at the time and what has unfortunately borne true, which was that a regime change war in The Syria, ground much in like Syria, the regime change all- wars in Iraq, the toppling of Gaddafi and Mubarak, these are all dictators, would likely result in the rise of Islamist extremists like Al Qaeda taking in Syria, much like the regime change Вика, пола милиарда долари, вика, од мајмунот Обама, искористени за тренирање на moderate rebels, или они ги нарекуваат, нели, ослободители Power. или како сакате, а се уствари членови на ИСИЛ, што значи дека Ал Каеда и ИСИЛ се директно тренирани од Мурика, дами и господа. Истите тие демократи кои што зборуваат цело време за некаква си демократија, слободен свет, они се бореле за не знам што, еве ви, многу јасно, многу свежо пред 6 дена, значи чисто да си знаете со кого си имате работа, вашите, пак ќе кажам, не мои, не на Македонија, не, тоа се вашите на ДПШН и на СДСШ стратешки партнери. На македонскиот народ тие никогаш не биле партнери. И битна работа околу Сирија, нели, пошто моменталниот сиријски режим се бори против како беше против, се извинувам, морам да го прочитам уште еднаш. Против терор. Значи они се борат против терор.
еве да видиме кој терор, моментално сите фракции на ИСИЛ од целата оваа територија се обединија и моментално служат како некаква си војска на Сирија. Нормално, ова е практично војска на ИСИЛ, која што моментално се заканува на овој дел, што уствари е последното парче од Курдистан. Курдистан никогаш не постоел, тоа е практично дел од Турција, Ирак и Сирија, на нација која што ние наскоро ќе станеме на Балканот, која нема своја држава. Тоа се курдите, чии што оваа шанса против ИСИЛ ја искористија и населението од оваа територија на Сирија, се ослободи самото од ИСИЛ и моментално имаат организирана воена структура која што Мурика ја помага со цел да ги држи под контрола турците. Значи да бидеме јасни, нема тука алијанса, нема тука сојузници, секој си тера свој филм, каде што гледаме дека муриканците имаат своји бази и моментално активно ги наоружуваат курдите во Курдистан овде со цел да бидат така речено опозиција на Турција во овој момент, затоа што Турција сонува за некоја си нео-шишкебап империја и сега моментално почнува практично војна помеѓу ИСИЛ од Сирија и курдите од практично овој дел кој што сега е практично Курдистан. Со тоа што нормално дека Турција, знаете и сами, значи Турција е еден од како да кажам, најголемите геноцидни нации во светот, кои што истребувале цели нации, како ерменската, така курдската до ден денеска, така македонската, значи да не заборавиме, турците ни по точка разно не се невини во целата оваа приказна. И еве, чисто да знаете дека ова се случува, значи немој да мислите дека не се случува, значи само што не е толку гласно како што тоа се случува во Газа. Значи на 3 февруари ова е Кобане. Кобане е град кој што е буквално на тромеѓето помеѓу контролирана територија на ИСИЛ во Сирија, Турција и она што денеска се нарекува Курдистан. Под воена власт на курдите, значи е практично веќе 12 дена под активен напад од Шишкебап империјата. Со тоа што очигледно веќе има жртви, очигледно веќе се случува оваа војна, која што Турција, значи, најави дека ќе води, затоа што на Турција не одговара да постои Курдистан ни по точка разно, затоа што ако постои држава Курдистан, истата ќе бара права за малцинство курди во Турција. Нешто што Турција никогаш не го дозволила и знаеме дека активно води војна за истребување на курдите во Турција и нивниот представник ППК, нормално тоа е терористичка организација, значи секој што се брани е терорист стандард. Сега тоа што има такви методи, тоа е сосема друга работа, но и гемиџиите имале такви методи, тоа за некого се терористи, за некого се херои, така. И моментално што можеме да видиме дека значи им дадоа ултиматум, практично новата влада на Сирија и ИСИЛ на курдите дека нели треба да влезат во територијата на Сирија и да ги предадат нели своите оружја, нормално дека нема да се случи. Што гледаме од другата страна, гледаме припојување на фракциите на курдите. Значи очигледно има повеќе лидери со повеќе фракции во Курдистан кои што се наоружени, кои што моментално се обединуваат со цел да се одбранат од оваа заедничка војска на Шишкебап империјата и ИСИЛ. Значи останува да видиме како ова ќе се одвива, но не заборавајте дека курдите немаат помош од никого, моментално значи ако Америка ви помага, Господ нека ви е на помош, само тоа ќе ви кажам. Така да тоа не го рачунајте за помош, ова е само моментална ситуација која што на Мурика ја одговара за да има некаков ефект во самиот, да речем, терен. Не заборавајте дека Курдистан практично има и најголема, да речем, најголем дел од територијата која што е богата со нафта на Сирија. Така да затоа и моментално на американците им одговара да бидат во оваа територија. И сега ги гледаме ефектите кои што се случуваат во Украина. На самиот почеток исто така, значи истата господја Габард, која што треба да биде следниот директор на ЦИА, да видиме што има да каже за режимот во Украина. Само секунда. Добро, се видам да разберам зошто. Еве зошто. Is warmongers argue, here's something you are not going to hear in the mainstream media. What you do hear is warmongers arguing that we must protect Ukraine because it is a quote-unquote democracy.
But they're lying. As warmongers Ukraine argue. isn't actually a democracy. For example, to hold on to power, Ukraine's president shut down the 3 TV stations that were openly criticizing him and his policies. Imprisoned the lying. head of the Ukraine opposition isn't- political party that had come in second place in their elections, and went and arrested and jailed that party's leaders. This is exactly what Putin has been accused of doing. The head of the opposition Ukraine political did party. this all with the support of the United States. Значи истата представничка која што треба да биде директор на ЦИА вика, иако ова е пред една година, да бидеме јасни, значи вика демократија, But Ukraine did- штитиме, која што кажуваме дека е демократија, во исто време вика ги затвори 3 најголеми весници кои што беа вика опозицијски и вика ги затвори вика прво лидерот на опозиционата партија која што беше против Заев од Украина, Зеленски, заедно со нели останатите лидери од истата партија, нели демократија, и вика се тоа беше направено вика со помош на Чичко Сем. Сега уште една интересна работа. Сеќавате кога јас на неколку пати ви објаснив дека навистина има американски биолаборатории кои што се користат за производство на воени отрови. Значи еве да видиме истата кабар, значи кој ќе најде извор и кога ќе си каже се фати да го пуштиш. Мера да видиме што има да каже за нели биолабораториите во Украина кои што наводно не постојат. Undeniable facts. There are 25 to 30 US funded biolabs in Ukraine. According to the US government, these biolabs are conducting research on dangerous pathogens. Ukraine is in an active war zone with widespread bombing, artillery, and shelling, and these facilities, even in the best of circumstances, could easily be compromised and release these deadly pathogens. Now, like COVID, these pathogens know no borders. If they are inadvertently or purposely breached or compromised, they will quickly spread all throughout Europe, the United States, and the rest of the world, causing untold suffering and death. Не е ни битно натаму. Се што треба да си кажат типката. Вика, во Украина постоа помеѓу 25 и 30, да не заборавиме, ова не е некој обичен цивил. Ова е конгресмен. Ова е човек кој што постојано добива доверливи информации за тоа што се случува во Украина и во целиот свет. Затоа и може да го каже, ова не е некој девојче од улица што и текнало да зборува вака, се разбираме. Вели, 25 до 30 лаборатории кои што се занимаваат со развој на високо опасни патогени, значи буквално биолошко оружје. И да не заборавиме дека ова биолошко оружје што го развиваат во Украина, верували или не, е генетски модифицирано да напаѓа одредена раса, одреден ген, одредена нација. Само да ви кажам до кој степен на ретардираност се оди во Мурика. Вика, и покрај тоа што вика моментално е во воена зона, значи пред една година повторно, вика и понатаму постојат, замислете во 2023-2024 година го зборува. Активно работеле во овие биолаборатории додека Украина е практично бомбардирана. И вика постои опасност дека ако било кој од овие лаборатории е погодена, значи ваквиот патоген, отров, боен, биолошко оружје и така натаму ќе биде проширен низ светот. Не пошто нели немало такво нешто, тоа било само на Путин пропаганда, тоа русите они таква работа и ние ко русофилија што сме нели што шириме вакви пропаганди. Сега, се сеќавате на она програма USAID, најголем тоа е за тоа од каде да почнам да зборувам. Да не заборавиме и ДПШН и СДСШ се едни од бубашвабите кои што се директно значи финансирани од оваа агенција. Значи, каде видите USAID, очекувајте дека на Сорос парата стигнала и дека се шири дебело американска пропаганда. Па USAID е еден од главните носачи на помош во Украина, само не е само USAID, нормално, значи има многу други агенции, директно оружје и така натаму. Сето тоа моментално е замрзнато. И сега ќе ви кажам отворено, чисто да знаете, затоа што јас исто така имам фамилија во Украина, во Днепропетровск. Значи, сите плати на администрацијата доаѓаат директно од американскиот буџет. Точка. Значи, кој ви кажува обратно, ве лаже. Ви кажувам од прва рака, се што представува администрациона плата,
доаѓа директно од џебот на Чичко Сем, затоа што Украина веќе неколку години не произведува ништо за да може да има доволно пари за да плати на својата администрација. Исто и војската. Кога оваа помош ќе престане, знаете кој ќе го погоди прво? Администрацијата. Затоа што на кого ќе престанете да му давате пари ако немате доволно пари? На војската или на администрацијата? Чисто да имате упрепен. Така да ова е едно од првите работи кои што ќе ги принуди украинците за многу брзо време немаат избор освен да седнат и да преговараат. Немаат избор. Значи нема ако ви го запрам, значи без разлика дури и да најдат трупи кои што ги немаат моментално, значи вие ако немате оружје и пари за тие трупи, ефективно вие сте изгубиле војната. Точка, нема што да се разговара повеќе. Ефективно од руската страна се зборува на велико дека моментално Саудиска Арабија и Обединетите арапски емирати се спремаат да бидат хост, значи да бидат да речем домаќин на потенцијален разговор помеѓу Трамп и Путин. Како ова ќе се заврши? Што ќе биде? Не можеме да харикираме затоа што не забравајте дека овие страни се доста заострени. Ако може така да реагира со Канада, зборувам за орангутанот, замислете како потенцијално би реагирал со Русија. Друга работа која што треба да разбереме е дека Русија нема што да изгуби во оваа ситуација. Русија добива дебело, значи кои да ви кажува обратно ве лаже, ние затоа постојано ги користиме овие карти. Значи што и да ви кажат ве лажат. Јас тоа постојано ви го зборувам и до сега се сеќавате сите овие територии кои што не беа сега моментално се завземени и тоа најголемите како велика новосилка не беше претходниот пат кога разговаравме, целиот град е под контрола на Русија. Овој калдрен, како што веќе кажеме, беше многу широк, сега е многу мал и затворен затоа што сега овдека ова кога ќе се затвори, целата оваа територија ќе падне во рацете на русите и сега овдека најголемите градови, меѓу кои веќе се влезени во предградието на Покровск. Покровск беше еден од главните градови кој што моментално е упориште на остатокот на украинските сили во целиот овој дел на Донбас. Предходно Торецк, кој што беше далеку од освоен, конечно падна целосно, целата територија на Торецк е под контрола на Русија, истото и со Часив Јар. Часив Јар, уште еден од оние градови кои што беа утврдени за никогаш да не паднат, се целосно под контрола на Русија. Зошто го кажувам ова? Затоа што од Часив Јар нагоре гледаме дека нема други градови, значи нема каде, еве Северск, тука е. Значи освен тој нема други градови кои што моментално би застанале на да речем како отпор на руската војска. Погледнете до Константинивка нема ништо што би ја запрало руската војска, само полиња, погледнете. Значи буквално некои малечки градчиња и полиња до огромните градови, овие Днипро и останатите, значи нема што да ја запре руската војска, освен овие неколку градови тврдени кои што до сега се обидуваат да ги завземат. И сега нормално, значи одека доаѓаат ваков тип на изјави кои што не можам ни да си верувам на очите, ја не можам да разберам кој уопште ги чита овие работи. Значи доаѓа Украина и вика на 5 јануари дека ефективно огромни загуби имале русите заедно со севернокорејската војска во Курск. Значи еве јас чисто за оние кои што потенцијално мислат дека ова е вистина, значи еве мапата за Курск, значи само на кратко ќе ја погледнеме да видите како изгледаше на самиот почеток во септември, а како изгледа сега, затоа што нели официјално русите имаат огромни загуби, дека украинците одлично напредуваат во Курск, да видиме значи дали е тоа вистина, со тоа што овдека може да видите, значи уште од август кога почна се тоа, значи еве како изгледа територијата и сега нормално овдека ќе стигнеме до оној максимален дел кој што успеа да го освојат, негде ако не се лажам беше на крајот на септември, само чисто да напреднеме, нема потреба да гледаме целата, значи ова е буквално ден по ден како напредуваат. И од септември натаму веќе почнуваат да губат територија, со тоа што пак ќе напоменам, значи од руската страна е многу јасно кажано, оставени се и понатаму да носат дополнителни трупи затоа што буквално постојано се бомбардирани. Јас не можам да разберам што се обидуваат да направат, освен една единствена цел, тоа е да се обидат да задржат што може повеќе територија на руска страна со цел да потенцијално ја користат како еве ќе се размениме со територии, но како што веќе кажавме, територијата која што ја поседува Русија е околу 25, скоро 30% од територијата на Украина, а они поседуваат 0,01% од територијата на Русија, што е малку смешно, но еве гледате и сами, значи наводно русите губеле, еве погледнете сега колку е останато негде при крајот. Еве 23 ноември, ама русите губеле овдека наводно. И еве
при крај погледнете како се одвиваат работите веќе на крајот негде во јануари. Значи само што не паднала Суџа, кој што е единствениот, да речем, поголем град во целиот овој предел. Еве, нели, пошто русите губеле, како изгледа моментално Курската област и како изгледа ситуацијата на украинската страна. Значи за тоа ви велам, не е само да прочитате некои артикли, треба и да погледнете, да видите, нели, што се случува моментално, а чисто за оние кои што потенцијално, нели, еве, гледате дека постојано дел по дел губат од територијата моментално украинците. И ова е заклучно со 27, ако не сажем, јануари. Да, ова е на 27 јануари последната ситуација на фронтот, со тоа што еве чисто да видите која е големината, зашто постојано многу од работите значи треба да бидат јасни. Еве колку има завземено Русија, така? А еве колку има завземено Украина. Еве, погледнете. Треба да зумирате за да видите колку има моментално останато од оваа територија и погледнете која е разликата. И сега наводно они тоа го сметаат за некаков си успех, во ред, се е тоа супер. И овде ќе имаме уште една интересна карта која што сакам да споделам со вас, а ова е за тоа како изгледаше од август во истото време, додека ја завземаа онаа Курска област, значи они користат територија да завземат Курската област, а еве како изгледаше завземањето во оваа ситуација на Покровск. Значи тоа е оној град кој што сега моментално руската територија, руската армија е на неговото буквално подножје, се наоѓа во неговото предградие. Значи еве погледнете која е разликата. Додека таму успеа да умрат еден куп украинци за ништо во туѓа територија, еве што се случува на нивниот источен фронт, каде што треба практично да се бранат, но гледаме дека се многу паметни и еве како тоа заврши. Значи исто така да не забораваме дека еве отприлика ова пречка што гледате 5 километри, еве отприлика ова се 5 километри. Значи погледнете колку имаат завземено од почетокот во истото време кога е тргната Курската офанзива и колку имаат русите завземено во исто време. Еве вака малку ќе забрзаме да не го гледаме само чекор по чекор, не е ни толку битно. И погледнете сега што се случува кога ќе паднат големи градови како Новохоривка и Селидове, кога веќе нема што да брани. Погледнете. Значи сето ова што се полиња и селца мали паѓаат експресно. За сето ова да заврши кобно и сега пак, значи ова е на 20 јануари, така? Се наоѓаат во далеко од предградијата на Покровск, така? А сега моментално се наоѓаат буквално на еден чекор од Покровск и се наоѓаат практично во неговото предградие. Еве само да го покажеме и тоа. Значи тоа е зашто не треба да слушате се што ви кажуваат медиумите, значи не е се така како што ви демонстрираат, треба некогаш и да си проверите сами. Значи ова дека беше Торецк, еве го Покровск. Значи еве ги. Стигнати се на предградието на Покровск. Значи само сакам да ви кажам дека треба да сериозно да бидете свесни дека западните медиуми никогаш нема да ви ја кажат реалната состојба и ако ви ја кажуваат делимично затоа што нив не им одговара. Еве на пример. Значи ова е артикл од 27 јануари, каде што едни ве викаат дека русите имаат огромни загуби, а во исто време The Economist, капиталистички весник, вика во као наводно преговори за прекин на огнот, украинските борбени линии се распаѓаат. Значи, очигледно, тоа го видовме по напредокот на војската на Русија во последната година дена, половина. Во исто време, вика, Украина е соочена со многу тешки одлуки, значи не заборавајте, ова беше кажано од страна на муриканците, нивните најголеми поддржувачи. Сега, не знам зашто не ми го отвара Козабелја, значи, овдека јасно им кажуваат дека мора да си се припремат за практично целосна глобализација, целосна мобилизација на населението, каде што дури е побарано од нив и да се премести границата од 25 на 18 години. Значи, буквално и децата на Украина треба да бидат пратени и жртвувани за да се заштитат Гейропа и Мурика, така. И еве го тоа, значи од самиот Киев пост, значи ова не е пак ќе кажам од западен медиум, гледате дека ги бираме овие нарочно да бидат, значи Киев пост, да бидат прозападни, за да не може некој да јаде гомна дека ова е руска пропаганда. 23 јануари, значи Украина не може да мобилизира доволно луѓе. Зошто мислите дека е тоа? Затоа што ова моментално веќе не е мобилизација, ова е присилна мобилизација. И еве го мрсу од Блинкен, вели да се помести границата, значи активно им зборуваат, нема тука, сакате повеќе помош, ќе си направите тоа што ви сервираме, а тоа е само еве. Значи од 25 на 18, значи мора децата да си ги праќате за да се бора против Русија, иначе нема веќе оружје. Чичко сем, драги гледачи. Значи тоа е тоа. Ако сакате демократија, така.
И вика дали Европа ќе прати вика трупи во после завршувањето на војната во Украина. Значи, гледате, Западот е целосно ретардиран, значи они се умоболни, јас немам друго објаснение за се тоа. Значи, војнава почна затоа што Украина сакаше да влезе во НАТО. Што значи дека војната почна затоа што Украина сакаше да прими оружје и трупи од НАТО. И сега оние завршуваат војната со предлог да внесат трупи од НАТО и оружје од НАТО. Значи, вие треба да сте ретардирани и умоболни да дојдете со ваков предлог на русите на крајот на оваа војна. И дали вие мислите дека Русија ќе ја запре оваа војна ако дојдете со ваков предлог? Значи, пак ќе кажам, вие треба да сте целосно умоболни, значи активно да зборувате низ цела Европа, дека наводно ќе се праќаат некакви си контингенти на НАТО војска во Украина, кога Русија како прва цел беше токму тоа, дека не смее да има НАТО присуство, значи тоа беше причината за оваа војна. Не знам како да кажам, треба да сте комплетно ретардирани. Сега како се тоа ќе заврши останува да видиме, но ова е една од ситуациите кои што нормално сакав да ги споделам со вас како последна за ситуацијата во Украина. Така да со тоа ќе завршиме денешното видео, се надевам дека уживавте, нема да должам премногу, видеото и така е самото доволно долго. Се гледаме во недела, се надевам дека ќе ни бидете гости во Велес на нашето предавање и ви благодарам за вашата поддршка, ви благодарам за вашето присуство во секој од нашите видеа и во Велес. Поздрав од Малта и од Криптогемиџи.